Знаете дека често пати зборуваме на теми од областа на екологијата, особено за рециклирањето или пак за собирање на одредени отпадни материи. Денеска во продолжение ќе зборуваме за собирање на отпадно масло, за тоа што представува оваа акција, но и воопшто рециклирањето, што се може да се добие и така натаму. Во продолжение ќе зборуваме со Андреј Гокиќ, менаџер во Сунилens. Добре дојде. Добро најдов, ви благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи. Така, секогаш е задоволство, особено кога зборуваме на вакви теми и за вакви проекти. Рециклирај и донирај. Зашто конкретно станува збор и од кога е започнат проектот? Значи станува збор за еден нов систем за собирање на отпадни масла за јадење од домакинствата, кој што е веќе продолжение на нашиот постоечки систем за управување со отпад во прехранбената индустрија кој што го реализираме уште од 2009 година. Со овој нов систем за собирање на отпадно масло од домакинствата сакаме да постигнеме три цели. Првата цел е едукација на населението за штетните влијанија на отпадното масло, за бенефитот од негово собирање и секако понатаму во поглед на реализацијата на системот сакаме да им овозможиме достапен и лесен систем за собирање кој што ќе им овозможи ефикасно да ги собираат отпадните масла. Како впрочем дојдовте до идеја дека треба конкретно маслото да се собира и како може тоа да се изрециклира? И тоа е доста канцерогено, особено искористеното. После првиот пат веќе не е веќе за употреба. Не се пржи во исто масло повторно. После еднаш, два пати, три пати, тоа сега по оние кои што се за брза храна, тамо не знам, со ретки исклучоци, ама е страшно. Па видете, ние имаме постигнато голем успех од 2009 нааму баш во прехранбената индустрија, каде што сега веќе го покриваме скоро 95% од пазарот во Македонија, односно собираме од скоро сите производители на храна, значи од ресторани, хотели, сендвичари и сите кои што произведуваат. И секако сменети се нивните навики, значи сега често го менуваат, навремено и хигиенски, ги почитуваат и своите законски обврски, а ние секако ги реализираме своите екоактивности со тоа што им доставуваме амбалажа, ја собираме навремено и потоа оди во процес на преработка кај нас, имаме специјален погон и завршува како суровина за производство на биодизел. Значи целиот тој отпад го изведуваме надвор, каде што европски фабрики за биодизел го користат за производство. Па добро, и така дизелот отие малку нагоре. Го донесовте ова кантиче, ме интересира дали во вакво нешто се собира маслото кое што од домакинствата. Да, значи ова 3-литарско кантиче е наменето за достава до секој дом, односно до секое домакинство, кое што ќе сака да се приклучи во акцијата. Потоа, значи треба да го полнат кантичето со отпадниот зејтин. Инаку би сакал, бидејќи имаме чести прашања на социјалните мрежи од населението, кога кажуваме отпаден зејтин, односно отпадно масло, се работи за сончогледово масло, маслиново масло и секаков друг вид на растително масло. Може да се измешаат едно во друго? Може. При собирањето може да се измешаат, не е проблем. Потоа само треба да не контактира собирачот, на кантичката имаме и податоци контакт од нашата компанија и нашиот мобилен тим ќе доаѓа директно до нивниот дом, ја заменува кантичката со нова и при тоа нудиме и половина литар сончогледово масло како мотивација за да продолжат да собираат граѓаните. Одлично. Тоа масло може да го задржат за себе или да го донираат во рамките на акцијата Рециклирај и донирај преку Сдруженијето Љубезност. Добро, како тече за сега акцијава? Луѓе, граѓаните се заинтересирани да одвојат дел од своето време, да она што веќе го користат како масло, например, после тоа го соберат за да го дадат на една понатамошна преработка, рециклирање? Па, до сега сме доста задоволни од акцијата, значи граѓаните покажуваат интерес. Со тоа значи дека и не е толку ниска еколошката свест како што се говори и дека до сега, бидејќи немало систем за собирање, граѓаните не можеле да го одлагаат како што треба маслото и најчесто го изфрлувале во мијалникот. Точно. Потоа доведува до запушување и во урбаните средини, каде што имаме голема концентрација на население, тоа може да донесе до големи проблеми и трошкови во запушувањето. Па знаеме што значи кога маслото ќе се стврдне или кога ќе се олади, нели? Така. Го прави оној слој кој што доколку е во цевките водоводни може навистина да направи голем. Токму така и прави огромни проблеми, например има анализи во западните земји дека тој трошок може да биде огромен за водоводните компании секоја година, во просек дека може да биде до околу 17 милиони евра за одблокирање на тие системи. На таквиот систем. До кога планирате да трае ова, Андреј? Колку временски сметате дека ќе биде доволно за да
свесноста кај човекот се промени? Па се надеваме дека ова е само почеток и дека акцијата ќе биде долготрајна. Значи дека ќе се развијат еколошките навики кај секој од нас, кај секој домаќинство кое што го ствара овој отпад. Во тој поглед започнавме и екопроект со ОХО во градинките, каде што сакаме да доближиме оваа тема и до најмладите. Овој екопроект се состои од директна едукација на најмладите, каде што веќе се дизајнираат специјални материјали со ликот на Петко и наставничките ќе работат со децата, а воедно веќе спроведовме и неколку презентации пред родителите и им поделивме кантички, значи и преку децата, но да допреме и до родителите за да ја отпочнат оваа акција. Да, супер, добро е кога од најмала возраст ќе се започне свесноста за Еколошката свест, екологија, апсолутно. да, ама и родителите се тука за да ги поддржат или пак за да Секако. го поттикнат тоа. Секако. Морам да признам, навистина одлична идеја, прво многу невообичаена, затоа Многу, што да, бидејќи за масло, многу- до сега сме слушале, не знам, за собирање на отпад, За кеси, за ѓубре, кеси, пластични весници, шишиња, пластики и така натаму, така меѓутоа натаму. ова е нешто што е новитет и нешто што навистина ми е драго што го А може кажуваме навистина- вака јасно и Благодарам. гласно. Се Може надевам ќе биде биодизел успешно. да се направи од маслото? Да. Значи све што влага во нашиот систем се преработува и потоа се извезува како екосуровина во Европа и се користи за биодизел. Колку Значи е? Добро, енергетските кои се својства на спојките маслото. на биодизел со маслото прехрамбено? Па маслото има отпадното масло има енергетски својства кои што потоа се користат од кога ќе го преработиме може да се искористат за биодизел. Инаку отпадното масло е едно Збориме за искористеното за масло. искористеното масло. Значи, може тоа е да една замислиме колку е штетно тоа. Повторно да се конзумира, повторно да се пржи, повторно да се Никако. прави. Не зборуваме за Мислам, тоа, повторно апсолутно. конзумирање не ни доаѓа ни во предвид. Не е ни мислам ни здраво, а не канцерогено е само тоа. Да. масло. Апсолутно, можеш да, баш онака да се човек да се згрози, Има се извинува, податок меѓутоа на- се стресов, Да. помислата дека во Не, исто никако, масло се никако. пржат работи, компири, чуда. Да. Уф, страшно. Добиваме и некои такви Компирито прашања, постај меѓутоа тајшко, басички. ја добивам. Доста. Меѓутоа добро е што го спомнавте ова, бидејќи е важно да граѓаните да знаат дека никако тоа не треба да се реупотребува. Држиме палци да Да ова успее. идеја успее да се спроведе во што е можно Масовност повеќе да домови, добие. особено и во оние институции каде што пак јадат мали дечиња, градинки, школство и За слично. секој, да, и мали, За и секој, стари, да, секој. Така секој- да веруваме дека ќе успее сето ова. Дека Благодарам. допрало и до граѓаните, еве затоа сме ние тука. Ќе се сретнеме повторно да ни кажете до каде е целата. Нема проблем, би ни било драго. Мислам Целата за оваа првичните ситуација. поголеми резултати секако може повторно Супер. да разговараме. Супер. Благодариме многу. Беше Ево, Фала вака многу. ќе си се поздравиме.